Никој ништо повеќе не бара поинаква пракса деловничка и воспоставена на оваа комисија од онаа што ја спомнавте вие кога го разгледувавме предлог договорот со Бугарија. Каде што бев присутен јас, беше министерот Димитров, бевте вие, беа представници од владата, беа други пратеници, го разгледавме договорот, предлог договорот соодветно, беше Виктор Димовски, соодветно на процедурите кои што следуваат за такви документи. Значи, таа воспоставена пракса и тоа деловничко право на пратеникот да може и обврска да разгледува материјал кој фрла светлина за контролата и работата на представник на владата е основата на парламентарната демократија. И министерот Димитров не ја говори вистината кога тврди дека во јануари на лидерската средба не се воделе службени белешки. Се воделе службени белешки во јануари на лидерската средба од председателот Иванов. Се воделе службени белешки за лидерската средба во мај оваа година од кабинетот на МНР и од кабинетот на Иванов. Реков дека немаше договор да се води белешка на средбата во јануари. Водењето на белешки е должност затоа што тоа е архивската меморија. Не водењето на белешки не е добра работа. Она што треба да се знае, ако Министерството за надворешни работи водело белешки за втората средба во мај, за лидерската средба, тогаш еве Министерството за надворешни работи, ако сака да работи транспарентно и ако министерот е отворен за критика, пофалба, обсервација на неговата работа, нека ни ја достави Министерството за надворешни работи барем белешката што ја воделе во мај на лидерската средба со председателот Иванов и со државниот врв. Ако нема што да се крие од пратениците. И нормално по таа белешка ќе се постапи согласно сите процедури и закони кои што ги опфаќаат таквите службени материјали. Затоа уште еднаш ќе напоменам. Не е јасно зошто службените материјали и записници, кои во моментов ги има генералниот секретар Цветанка Иванова и се на законски начин умножени од овластеното лице во собранието кое работи со безбедносен материјал, не се поделат на пратениците кои тоа можат да го имаат и за тоа да се води расправа, бидејќи истите се суштински поврзани со водењето на надворешната политика од страна на министерот. Јас досега не сум сретнал во европската пракса пратеници кои што сакаат да имаат материјал помалку за тоа како работи извршната власт. Секогаш пратениците сакаат да имаат материјал повеќе, за да знаат дали тоа што ќе го даде како експозе министерот навистина е реално или е поинаку представено.